Добар ден, поздрав до сите вас кои што сте денеска со нас. Еве денес утрово не разбуди сонцето за разлика од вчера кога станавме со дожд, но кога ќе го почувствуваме сонцето веќе и имаме подруго или малку подобро расположение, верувам. И исто верувам дека ве наоѓам во добро расположение со уште една наша заедничка средба во 10 часот во ова издание на Алфа Ординација. Ви најавив вчера дека денеска ќе зборуваме со физиотерапевт, поточно и специјалист по кинезитерапија, но нашата тема е рехабилитација после оштетувањата на централниот нервен систем. Доколку се разбира имате прашање на оваа тема, телефонските линии и денеска се отворени да ги поставите, а нагости во Алфа Ординација ни доаѓа Владко Илиевски, како што кажав, физиотерапевт и специјалист по кинезитерапија од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден за вас, Владко, и добро дојдовте кај нас. Добар ден и благодарам на поканата. Ќе зборуваме ова една голема и опсежна тема, односно има повеќе оштетување на централниот нервен систем, но меѓу другото ќе ја опфатиме и самата работа на физиотерапевтот во хоспиталните установи. Нашите редовни гледачи знаат дека ние сме обработувале повеќе теми со физиотерапевти, со ваши колеги. Сите вие кои што всушност сте еден клучен дел во тој синџир на цел тим кој што работи за доброто здравје на пациентите од во било која состојба или во било кое заболување, и физикалната терапија и рехабилитација се исклучително важни во тој процес. Ние тоа ќе го споменеме, се разбира, воведно на почетокот, односно ќе позборуваме малку и за тоа каква е улогата на физиотерапевтот токму во хоспиталните установи, како едно потсетувасување. Нашето делување како физиотерапевти наоѓа широка примена и наоѓаме примена во сите гранки на медицината. Значи, еден хоспитален физиотерапевт представува физиотерапевт кој што работи во болничка установа со пациенти кои што се примени и лежат во таа установа, значи лежат во болницата. При тоа, улогата е многу значајна на физиотерапевтот во самата установа, бидејќи без нас нема да се може да се постигне комплетната рехабилитација, комплетното лечење, како што напоменавте. Значи, ние представуваме една фаза, после добро завршената работа на докторите, па се до комплетното оправување на пациентите, до враќање во секојдневните активности, до буквално враќање во работни обврски и многу битен момент тука е да напоменеме нашата тимска работа, бидејќи сами не можеме и ние. Мора да постои тимска работа помеѓу нас и лекарите, мора да постои тимска работа помеѓу нас и медицинските сестри. Значи, најбитен момент е тимската работа, нели, нашата, како што кажавме, нашата фаза е после завршувањето на докторот, па се до комплетното лечење на овие пациенти. Да, и не само нивното испраќање дома, туку и се разбира контролата во однос на нивната состојба, какво е нивното напредување и колку всушност тие ги практикуваат советите и препораките кои што се дадени и од физиотерапевтите покрај докторите, се разбира, кои што исто учествуваат во тој процес. Апсолутно даваме совети за домашни услови, доколку има потреба се прават и домашни посети, се оди во домашни услови, се работи со пациентите за продолжување и нели се во однос индивидуално на кој колку му е потребно понатамошна рехабилитација. Да, и физикална терапија и рехабилитација. Се повеќе се сведува намалувањето на болнички денови, на лежење на болница на пациентите во болницата, така да најчесто имаат потреба нас и во домашни услови. Сме зборували исто колку е важно, а сме имали гледачи кои што имаат своји примери, се нашле во таква ситуација каде што она што се работи во болницата под надзор и се разбира со учество во работата на самиот физиотерапевт кој што е обучен за таа работа, не е исто кога самиот пациент ќе се замине дома. И доколку се работи за пациент кој што не така редовно го спроведува тоа што треба, веќе самата состојба колку да била успешно завршена, понатака може да се искомплицира. Но ете ќе и во склоп на денешниот разговор можеби ќе споменеме нешто за тоа. Може да ги споменеме одделите во кои што работите и типови на рехабилитација кои што ги практикувате. Како хоспитални физиотерапевти може да работиме како фиксни физиотерапевти на еден оддел, меѓутоа во нашиот случај, во нашата болница, ние работиме како мобилни физиотерапевти и работиме буквално низ цела болница, работиме на сите оддели. Работиме на оддели каде што пациентите се оперативно третирани, тоа се одделите за неврохирургија, кардиохирургија, тораковаскуларна хирургија, ортопедија, травматологија, абдоминална урологија, буквално сите пациенти кои што се оперативно третирани поминуваат низ наши раце.
а исто така работиме и во оддели каде што пациентите конзервативно се третираат. Тоа се одделите за неврологија, пулмологија, кардиологија, како и работиме исто така и на одделот за педиатрија. Типовите на рехабилитација кои што ги практикуваме се различни во зависно од одделот на кој што работиме. Да кажеме, доколку работиме на одделот за кардиохирургија, тогаш применуваме респираторна рехабилитација, респираторна физикална терапија. Доколку работиме на одделот за ортопедија, применуваме рана ортопедска рехабилитација, така да во зависно од потребите на пациентите се прави индивидуален план за секој пациент за рехабилитација. Кога ќе го направиме тој план, зависи од одделот на кој што работиме, применуваме такви техники за рехабилитација на пациентите. Да, што значи дека се следи буквално се, почнувајќи од самата состојба на пациентот, односно од неговата диагноза или оперативен зафат доколку се случил, во однос на тоа какво е заболувањето и понатака следува тој индивидуален пристап кој што го имате кон секој пациент. Бидејќи и карактерно, нормално секој пациент се разликува. Некој брзо ја прифаќа таа состојба, некој му треба време да ја прифати таа состојба и да свати дека едноставно треба да соработува со физиотерапевтот. Така и тоа е еден дел од вашата работа кој што не е баш лесен. Точно, тоа е многу битен дел нашиот психолошки пристап кај овие пациенти и кај сите пациенти, значи ние мора да им објасниме што ќе работиме со нив за да они прифатат. Исто така покрај планот мора да направиме и процена. Значи на неколку терапии се прави процена и репроцена докаде сме стигнали и како напредуваме со овие пациенти. Така да Да, но верувам дека од она што говори вашето искуство и од секојдневната работа напредокот се гледа, а кога и самите пациенти знаат дека се работи за нивно добро, тогаш знаат дека и мора и неопходно е да се работуваат. Нашата тема е рехабилитација по оштетување на централниот нервен систем, а веројатно ваквата рехабилитација треба повеќе труд и време за да се добие некаков резултат или за самиот пациент да може да функционира колку толку нормално. Но што представуваат оштетувањето на централниот нервен систем? Прво ќе кажеме поделбата на нервниот систем, значи тој е поделен на централен и периферен нервен систем. Централниот нервен систем го фаќаат черепниот мозок и робетниот мозок, или во черепниот мозок се наоѓаат големиот, малиот мозок, продолжениот како меѓумозокот. И овие периферниот нервен систем го фаќаат сите периферни нерви по целото тело. Значи во оштетувањата на централниот нервен систем се оштетувања на мозокот, како што кажав, мозочното ткиво. И како такви понатаму доведуваат до неможност на функционирање на периферниот нервен систем. Така да постојат многу различни видови на оштетување на мозокот, меѓутоа ние денес би зборувале за едно оштетување кое што представува мозочна хеморагија, односно крварење на мозокот и мозочниот удар или цереброваскуларниот инсулт кој што представува една исхемија на мозочното ткиво. Така. И сега тоа се типот на мозочни оштетувања за кои што ќе зборуваме денес. Ќе ги опфатиме исто така и последиците од оштетувањето, но бидејќи таквите оштетувања најпрво треба да се диагностицираат, а потоа да се одреди самата терапија, па потоа и физикалната терапија. Како се диагностицира мозочното крварење и кој е всушност првиот чекор во лекувањето? Мозочното крварење се диагностицира со компјутерска томографија или со магнетна резонанца. Тоа се селективни рентген иследувања кои што ги прави рентгенолог. Значи веднаш кога пациентот ќе дојде во болница, може за 5 минути да се направат овие иследувања и веднаш докторот, неврохирургот, неврологот да ја знае состојбата на овие пациенти, да знае што понатаму треба да прави. Нели во првиот чекор не сме вклучени ние како физиотерапевти, меѓутоа убаво е да се напомене што се прави. Да. Доколку имаме мозочен удар, исхемичен мозочен удар, тогаш пациентот го превзема невролог, каде што му дава одредени лекарства за да невролошки се стабилизира тој пациент. Исто така тука имаме една метода која што се нарекува тромболиза, која што ја прави интервентен кардиолог и невролог во операциона сала, каде што се врезгуваат одредени лекови директно во крвните садови во мозокот, бидејќи овој мозочен удар настанува со отчепување на некои тромбови и запушување на крвните садови во мозокот. И
мозокот се храни, добива хранливи материи, добива кислород. Наеднаш настанува трајно оштетување поради недостаток на тие хранливи материи и кислород и понатаму се спроведува, значи понатаму го превзема неврологот. А додека кај мозочните крварења може да има два начини на првенствено лекување. Тоа зависи од неврохирургот и тоа зависи од големината на мозочното крварење. Значи, доколку има мало мозочно крварење, тогаш неврохирургот ќе го третира пациентот конзервативно, нели, со лекарства, а доколку има големо мозочно крварење и индикации за операција, тогаш се прави хируршка интервенција, операција на мозокот, каде што се екстрахира тоа крварење во мозокот и понатаму се продолжува со рехабилитација. Да. Постојат различни ризик фактори кои што влијаат на било која состојба или заболување кај човекот. И овде, како кога станува збор за мозочните оштетувања, исто така постојат ризик фактори кои што имаат влијание. Тука се надворешните фактори, но и оние фактори кои што ги велиме немодифицирачки или на кои што не можеме да влијаеме, меѓу кои и генетскиот фактор. Кога се мозочните оштетувања во прашање, колкаво е влијанието на генетскиот фактор и меѓу другото, кои се сите надворешни фактори кои што имаат влијание како фактори со ризик? Генетскиот фактор како фактор, да, има влијание, се уште не е комплетно докажано колкаво е влијанието на генетскиот фактор. Меѓутоа, како надворешни фактори имаме многу фактори кои што влијаат до настанување на мозочно оштетување. Прв фактор тука би го спомнале хипертензијата или високиот крвен притисок. Значи, доколку имаме константно нерегулиран висок крвен притисок, тоа може да доведе до мозочно оштетување. Така да би сакала да даме апел до сите луѓе кои што имаат висок крвен притисок да се упетат кон интернист, специјалист, кардиолог или нефролог за да го регулираат хроничниот крвен притисок. Потоа друг ризик фактор ги представуваат пушењето на цигари и прекумерно конзумирање на алкохол. Нели, тие два фактори може да доведат и кон многу други заболувања, не само кон мозочно оштетување. Исто така, шеќерната болест, значи дијабетесот, да, е голем ризик фактор за настанување на мозочно оштетување, како и менопаузата кај жените, додека пак за мозочна хеморагија, за мозочно крварење, може да настане како последица на пукање на крвен сат во мозокот. Тоа викаме настанување на аневризма и пукање на крвен сат во мозокот, при што ќе настане мозочното крварење и понатаму пациентот ќе има проблеми. Околу последиците, што се случува со последиците? Најчеста последица е хемиплегијата. Хемиплегија представува одземеност на едната страна од телото, било да е тоа лева или десна, и секогаш оди контралатерално на оштетениот дел од мозокот. Да кажеме, доколку имаме оштетување на десната хемисфера на мозокот, секогаш имаме одземање на левата рака, левата нога, како и левата страна на лицето. Потоа може да биде исто последица и квадриплегија, доколку имаме некое пообилно крварење, доколку имаме некој поголем мозочен удар во мозочно стебло, настанува квадриплегија, која што представува одземеност моторна и сензорна на сите 4 екстремитети. Значи, овие пациенти се наоѓаат во кревет со неможност да движат ниту еден екстремитет. Други последици се отежнато говорење или воопшто неможност за говорење. Повторно тука зависи од кој дел од мозокот е оштетен. Доколку е оштетен центарот за говор, нема да може да говори. Доколку е оштетен центарот за вид, може би да настане слепило. Така да може да настане пореметување на координацијата, пореметување на балансот и рамнотежата во движењето. Така да имаме многу последици кои што даваат овие оштетувања на мозокот. Да, а од тука пак и понатаму повеќе работа во однос на самата рехабилитација и физикална терапија, како и опоравување на пациентот. Ги споминавме ризик факторите кои што влијаат, споминавме и дијагностицирањето која што еден или се разбира важен дел за да се проложи понатаму со третирањето и со терапијата која што треба да добие самиот пациент, како и лекувањето. Но симптоматологијата, која е симптоматологијата која што се јавува или пак барем знаците
кои што претходно укажуваат дека постои ризик да се случи било какво мозочно оштетување. Дали тоа ќе биде мозочен удар или пак ќе биде мозочно крварење. Нешто што самите пациенти би требало да го забележат навремено, колку што е можно, и пред да се случи, се разбира, да се консултираат со доктор. Бидејќи, доколку знаеме дека поседуваме 1, 2 или 3 од овие ризик фактори кои што ги споменавме, тогаш е исклучително важно да се следат знаатите или она што ни се случува. Што е карактеристично во овој дел? Или што може да се забележи? Значи, симптоматологијата, најчесто мозочните удари настануваат наеднаш и без некоја претходна симптоматологија. Самите ризик фактори се симптоми за пациентот, знаете, доколку има висок крвен притисок, тогаш тоа ќе биде еден симптом за него дека можно е, меѓутоа не значи дека навистина на сите пациенти доколку имаат висок крвен притисок треба да настане мозочно оштетување. Да, веројатно станува збор за нерегулиран висок крвен притисок или пак хроничен нерегулиран висок крвен притисок. Исто така тука би напоменал на едни транзиторни исхемични атаки. Тоа се мозочни удари кои што настануваат кај пациенти кои што се од една полесна форма и пациентот добива таа хемиплегија, таа одземеност на едната страна од телото, меѓутоа тоа трае само неколку часа. Тоа е реверзибилно. После тоа пациентот му се враќа движењата и тоа е еден симптом кој што треба понатаму многу да внимава во животот, треба да практикува секојдневна физичка активност, треба да внимава на исхрана и на многу други работи кои што и да се следи состојбата, односно редовните контроли кои што спаѓаат во тој некој превентивен редовни дел. контроли од невролог, редовни контроли од неврохирург, физијатар, физиотерапевт. Откако ќе се случат, да речеме, вакви ситуации за жал, и пациентот се наоѓа во состојба каде што се третира дали од мозочен удар или пак од одредено мозочно оштетување, мозочно крварење, како што споменавме, кога најрано се започнува со физикална терапија после мозочниот удар? После мозочен удар немаме одредено точно време кога започнуваме со физикална терапија, тоа е најчесто првите од 1 до 3 дена после мозочниот удар, меѓутоа многу битно е пациентот да биде кардиолошки и невролошки стабилизиран. Што значи тоа? Значи да биде покриен со лекарства од страна на невролог и кардиолог, каде што ние би можеле да делуваме со физикална терапија. При мозочен удар пациентите се наоѓаат во кревет, например, претходниот ден тие биле активни, тие оделе на работа, тие обавувале секојдневни најнормални функции во својот живот, меѓутоа веќе наредниот ден се најдуваат во кревет со неможност да движат, неможност можеби да говорат, можеби да гледаат и тука е битна нашата работа. Значи најпрво се почнува со едно позиционирање на пациентот во кревет, работиме антикубитална превенција, антикубитални техники, нели да не стане некои компликации како што се декубитални рани и слично, бидејќи овие пациенти остануваат подолго време во лежачка состојба. Исто така работиме кинезитерапија која што представува вежбање на пациентот и пак исто така работиме и мануелни техники како што се масажи, лимфни дренажи за да не настанат некои отоци по зафатените делови, бидејќи доколку не движиме најнаш настанува лимфна стаза и може да настане оток на зафатените екстремитети. Доколку е потребен оперативен зафат кај самиот пациент, што се случува првите неколку дена по интервенцијата? Тука е малку подруго, бидејќи овие пациенти после оперативниот зафат, значи веднаш ги транспортираат во одделот за интензивно лекување, каде што ги пречекува медицинска сестра, болничар и ние, и веднаш се врши тоа позиционирање и тие антикубитални превенции. Тука со физикална терапија започнуваме веднаш првиот ден после интервенцијата, бидејќи проблемот со крварењето е решен, нема што да чекаме повеќе. Се започнуваат со пасивни вежби, со кинезитерапија, со тоа што спречуваме да настанат ограничувања во зглобовите, како и да се спречи ограничувањето во зглобовите, како и да се спречи скртувањето на мускулите. Потоа се прават мануелни техники и се прави респираторна терапија. Овие се пациенти кои што најчесто се зависни од кислород, а и 90% од случаите зависни од машина за дишење. Многу е битна раната респираторна терапија за да што побрзо ги ослободиме од тие апарати за дишење и ги префрлиме на одделот за неврохируршко лекување, па потоа здравје да ги пуштиме во домашно лекување. Така. Имаме гледачка што има прашање. Добар ден.
Добар ден, среќен ден. Исто и на вас, повелете. Едно прашање до докторот сега се вклучив, слушна малку и така се вознемирив. Живеам сама, имам 67 години, имам поминато многу стресови од брат, мајка, татко и јас останав сама. Почна да ми вучат ушите. Не знам кај не отидов. Ми открие спондилоза дископатија и некој тинитус во ушите. Ама бев и на Атлас Релакс, бев на невролог, на психолог, на психијатар, на оторинолог, бев на БАЕП, сликав глава на компјутер, нема довод циркулација во мозокот. Сега слушајќи го докторот, господинот, толку ме фати некоја паника, што не можам да одам, имам и шипови во колената, во кичмата, и толку се плашам од тој мозочен удар, што не можам да го опишам, бидејќи сама живеам, а терапии да правам не можам, само масажи, бидејќи притисокот ми се качува. Пием лекарства, немам притисок, сама да си го качувам од страв. И тоа навечер пием лекови, и го стабилизирам, не давам да ми оди од 140 и нешто до 90. И се плашам многу од тој удар. Дали има некои шанси, ме удира во очите, не можам ни телевизија да гледам, не можам да се движам, вртоглавица јака имам. Ушите ми добри, а вртоглавица јака и тоа бучење во ушите ме вознемирува. Не можам ни дење ни ноќе, дури на психичка база ме удри. А кога ќе пијам лекови, ќе ме бутна во кревет и како зашамутена, како пијана. А ни пијам кафе, ни пијам газирано, немам шеќер, не пушам и сега слабо се движам, нема со кого. Сите се повлекоа, сама не смеам да излезам. Тука по куќа, по улица. И што ќе ми каже господинот доктор? Да, добро. Дали постои некој шанса за мозочен удар или далеко сум од тоа? Многу се плашам. Ви благодарам напред. Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам на прашањето. Многу убаво прашање и многу убаво објаснето. Да. Како што каза пациентката, имам стрес поради загуба најверојатно некој блиски. Да. И повеќе стресови, тоа е наталожен веќе стрес во текот на годините на како животот. што кажа, има доста години. Дали има ризик од мозочен удар? Не треба се плашиме дали има ризик од мозочен удар, бидејќи ризикот секогаш постои. Меѓутоа, пациентката треба да продолжи со еден по-мобилен начин на живот. Нели, спомна дека има спондилоза, тоа се израстоци остеофити во вратниот дел на пршлените, кои што исто така доведуваат до намалена циркулација во мозокот. Да. Затоа се појавуваат тие вртоглавици кај неа. Значи, што би препорачал од физикална терапија, не е точно дека може да прави само масажа. Има многу физикални процедури кои што не делуваат на покачување на крвниот притисок. Така да би ја поканил да дојде на едно добро исследување кај нашиот доктор физијатар во нашата болница и мислам дека ќе има решение и за делот со спондилозата и можеби во овој момент би било добро да најде некој придружник, некој човек кој што ќе ја помага да се ослободи од тој стрес и од тој страв, за да почне да движи повеќе, не само низ дома, нели, да излезе надвор. Секој ден чекор плюс, секој ден 2 чекори плюс и мислам дека ќе биде подобро. Меѓутоа, во секој случај, физикални процедури може да делуваат на таа спондилоза и да се реши проблемот со вртоглавиците. Да, исто така и со оној психолошки дел или нели моментите кога и господјата како што каже чувствува страв што дополнително влијае на нели целокупната состојба, се разбира. Апсолутно. Она што беше прашањето е дека физикална терапија може да се направи во однос на проблемот или дијагнозата која што веќе има, тоа е и спондилозата. апсолутно да не се плаши од мозочен удар, нема потреба никој да се плаши, мислам тоа е навистина страшна состојба, меѓутоа доколку се плашиме, имаме стрес дека мене можеби ќе ми се случи веднаш или утре или мозочен удар, тогаш треба престаниме живееме и да чекаме да се случи некој таков момент, така да. Да. Мора да продолжи со животот. Никој не може да гарантира дали ќе биде или нема да биде генерално. Така си е тоа. Тоа е вистината. Во било кој процес или во било кое лекување постојат фази, веројатно и во самата рехабилитација постојат фази, и од тука би кажале или би ги споменале кои се фазите, односно колку фази постојат и како се распоредени. Така, значи во лекувањето после мозочно штетување
ние ги делиме на две фази, тоа рана фаза на рехабилитација и касна фаза на рехабилитација. Раната фаза на рехабилитација, како што кажавме, започнува веднаш, првиот, вториот ден после оштетувањето или после хируршката интервенција и трае се до некој 20 дена до 20 до 30 денови после оштетувањето. Најчесто во овој период пациентот се најдува во болничка установа, при што се работат одредени процедури од физикалната терапија, како што се позиционирањето, како што се кинезитерапијата, мануелните техники, потоа електростимулациите. А касната фаза на рехабилитација пак започнува после еден месец и тука траењето не можеме да го знаеме, бидејќи кај некои пациенти оваа касна фаза може да трае 2 месеци, кај некои може да трае 6 месеци, кај тешки мозочни оштетувања, каде што настанува за жал иреверзибилно оштетување на продолжениот мозок, тогаш оваа касна фаза на рехабилитација трае цел живот, до крајот на нивниот живот тие се зависни од нас, зависни од физиотерапевти, мора да работат со физиотерапевт. Да. Оно што е важно е да се започне навремено со се, како што е важно навремено да се дијагностицираат одредени заболувања. Исто така во овој дел е важно навремено да се започне со рехабилитација, особено кај овие пациенти, и да се започне со на рана фаза, како што велите вие. Што представува или од што се содржи таа рана фаза на рехабилитација? Што точно се прави со самиот пациент? Така, навремено да се започне е многу битно. Зашто? За да не настанат компликации. Значи, една од компликациите, спомнавме, може да настане декубитална рана, која што понатаму е влез на надворешни инфекции, бактерии, кои што може да настане на лоша состојба во организмот. Потоа битно е да се прават вежби, бидејќи може да настане ограничување во зглобовите, може да настанат скратување на мускулите. Битно е да се работи електростимулација во оваа рана фаза. Зошто? Бидејќи нема причина кога пациентот е невролошки, неврохируршки стабилизиран да не се работат електростимулација. Ќе се подобри трофиката, ќе се зајакне силата на мускулот. Исто така, многу битен момент кој што тука го работиме е респираторната терапија, која што ја спомнавме, која што пациентите се зависни од респиратор, од кислород, мора да ги ослободиме од тоа за да понатаму продолжат да живеат, како и брзата мобилизација. Што значи тоа? Доаѓа по 2, 3, 5 денови, зависно од секоја состојба, нели? Се прави, како што кажавме, индивидуелен план и проценка. Ние започнуваме со проценка и започнуваме со седнување на пациентот на рап од кревет и со негова вертикализација. Нели, доколку има одземеност, имаме посебни апарати, вертикализатори кои што успеваме да го вертикализираме пациентот и веќе наредните денови, доколку се подобрува ситуацијата, тогаш пробуваме да направиме неколку чекори, пробуваме пациентот да почне да движи, бидејќи нема што да се чека. Порано, кога некој ќе добие мозочен удар, се чекало 21 ден, тоа сметале дека тие 3 недели се многу ризични, се работи физикална терапија, меѓутоа после 21 ден немате, ја губиме таа, речиси целосно таа рана фаза на рехабилитација и потоа многу е тешко да се опорави овој пациент во касната фаза на рехабилитација. Да, и од тука се гледа важноста, нели, за самата рана фаза на рехабилитација, бидејќи тој начин на лекување или терапија која што треба да добие пациентот треба да се почне навремено и по редоследно фазите како што следуваат, бидејќи секој изминато време или секој следен ден веќе нема да го има истиот ефект како што би требало да го има доколку биде секој, буквално секој ден кога пациентот нема да биде третиран од физиотерапевт, тоа е за него едно изгубено време. Тоа е пациентот лежи, не знае што му се случува, не знае што треба да прави, така да мора да се запази таа рана фаза на рехабилитација. Да. Ќе позборуваме во продолжение за пациенти кои што не може да имаат рана фаза на рехабилитација, кои се причините поради кои што ја немаат и што понатака во однос на тие пациенти, но и уште неколку важни работи во контекст на денешната тема, како и за самата работа на физиотерапевтите, меѓу другото и за Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија и вашите активности. Ќе ги проследиме рекламите во продолжение, а потоа ќе продолжиме со нашата тема во вториот дел од Алфа Ординација во денешното вторнично издание.
Нашата денешна тема е рехабилитација по оштетување на централниот нервен систем. Како што имавте можност во првиот дел да слушнете за тоа што всушност представуваат ваквите оштетувања на централниот нервен систем. Тука спаѓа мозочниот удар како и мозочните крварења, важноста на раната дијагноза како би се одредил понатамошниот третман на самиот пациент и стигнуваме до делот кој што е всушност наша денешна тема или наш фокус во денешното издание, а тоа е самата рехабилитација и физикална терапија која што треба да добие пациентот. И сега во овој дел е многу важно да се запазат фазите на рехабилитација кои што би довеле до некој успешен резултат или би имале ефект соодветен како што би требало да има во однос на физикалната терапија. Но постојат ситуации и моменти или случаеви кај пациенти кај кои што не може да се добие или да се помине таа рана фаза на рехабилитација и понатака самата состојба и не е онака како што нели би се очекувало да биде. Што се случува потоа и зошто всушност се пропушта оваа прва или рана фаза на рехабилитација, ќе позборуваме во положение. Исто потсетувам, зборувам со Владко Илиевски, кој што е физиотерапевт и специјалист по кинезитерапија од болницата Аџи Бадем Сестина, мој денешен гостин во ординација. Владко, продолжуваме кај пациенти кои што веројатно една од причините зошто не ја добиваат оваа рана фаза на рехабилитација, можеби и несоработката или едноставно не можат да се соочат со оној момент дека им треба таква помош или дека го доживеале тоа што го доживеале. Покрај ова исто ќе споменеме и кои се другите причини. Точно, значи покрај физичката состојба на овие пациенти која што е оштетена, исто така оштетена и психолошката состојба. Значи овие пациенти биле во состојба на секојдневна нормална активност, сега се врзани за кревет, имаат неможност да говорат и слично, некои имаат неможност да голтаат, па мора да се хранат преку специјални сонди кои што се доста непријатни за употреба и нивната психолошка, многу е битен нивниот психолошки момент. Значи, ние најчесто немаме проблеми во соработката со овие пациенти. Зошто? Бидејќи кога ќе отидеме кај нив, во соба, во интензивна нега за да работиме, најпрви ќе им се представиме, ќе им кажеме кои сме. Потоа ќе им објасниме што ќе правиме со нив, ќе им објасниме комплетно целата состојба што е настаната, ќе им објасниме не можеме да им објасниме зошто настанало, меѓутоа ќе им објасниме што очекуваме да се случи. И каква е реалната слика, нели? Точно, моменталната реална слика, меѓутоа ќе им објасниме зошто е потребно да соработуваат со нас. Така да кога вака добро ќе се представиме, кога вака добро ќе им објасниме, они секогаш сакаат да соработуваат со нас. Ние со нив работиме 2 до 3 пати во дек на денот. Понекогаш се случува да не бараат и повеќе за да бидејќи сме навистина се во овој ран период се многу зависни од нас. Да, и неопходни и му сме многу потребни. Да, се разбира доколку отидеме во соба и не се представиме, туку веднаш почнеме да правиме вежби со пациентот и си разговараме со колегата или разговараме со медицинската сестра, тогаш апсолутно нема да имаме никаква соработка. И најверојатно тоа е причината каде што пациентите ја губат оваа рана фаза, нели? Мора да бидеме професионални како физиотерапевти, мора да бидеме професионални како колеги и да соработуваме максимално посветени со пациентот. Да, и пред се да бидете луѓе, бидејќи нели самите пациенти веќе се имаат својата мака и го поминале, да речеме, ова патешествие или болно искуство за кое што сега им треба помош. А инаку тоа е довербата која што треба да се стекне меѓу другото помеѓу физиотерапевтот и самиот пациент како понатака би се одвивала физикалната терапија и рехабилитација. Нели имаме знакова, ние гледач кој што го имаме на линија со прашање да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Да го прашаме нешто докторот. Да, да слушам. Сопругот пред 2 години, 3 имаше мозочен удар лево страна. Меѓутоа, покрај Козле, тамо го способија и да оде, да вежби, се е уред. Сега раката, што е левата, имаше и домова, имахме физиотерапевт, имаше вежби стално. И сега има стискавец, ја отвара раката, прстите фаќа, пушта, меѓутоа оште нема знаци за стискавец јак има.
Нема така нешто да земе па да продуже да го пуште, да го фане, да го ноде, а левата страна горе кај рамото носеше триаголна марама, а сега ја тргнавме и сега малку тука горе кај зглобо малку е како да ви кажам спуштена. Што ќе ни препорачате? Ние вежби да ги правиме сега моментално дома. Идеме на банско лекување неколку пати и имаме подобрување. Плива тамо со раката, отпуште се од водата се. Меѓутоа сега стискавец има кога правиш здраво и убаво се. Меѓутоа да се отпуште скроз, некој се отпуште кога ги фане прстите, отвара ја раката, затвара ја, фаќа по нешто, отпуште, али не е тоа што го очекуваме. Па некој совет да ни дадете, докторе, што понатаму да... Да, добро. Добро, ви благодарам на прашањето. За жал, тука процената на пациентите не можеме секој да ја направиме дека ќе има комплетна рехабилитација. Ова е многу добар пациент кој што се движи, кој што прави најразлични движења, како што каже господјата, може да направи здраво со рака, меѓутоа настанува оштетување на моторните и сензорните делови од функции на раката и ногата. Моторни функции се да можеме да направиме здраво, да можеме да ја свиткаме раката во лак, а додека сензорни функции е осетот на раката. Сега, господинот најверојатно моторните функции му се вратени, меѓутоа се уште кога треба да постигне да земе чаша, најверојатно трга со здравата страна и можно е тоа и да остане така, меѓутоа апсолутно не треба се откажува, треба да продолжи со физикална терапија, треба да продолжи со лекување во вода, значи хидротерапијата кај него многу ќе помогне, бидејќи кога, како што каза господјата, идел на бањско лекување, кога ќе влезе во вода се активираат двата екстремитети, мора да пливаме со двата екстремитети. Самото оштетување на мозокот е иреверзибилно и секогаш таа сензорен дел, тој осет не се враќа комплетно кај овие пациенти. Така да само упорно, само работа, физикална терапија, вежби, кинезитерапија и апсолутно хидротерапија вода. Како што казах, има подобрување, а околу рамото исто така спомна дека било спуштено. Тука најверојатно доаѓа до слабост на мускулатурата и затоа има спуштено рамо. Тука може да се практикуваат повторно вежби, може да се практикуваат физикални процедури како електростимулација. На одличен пат сте, продолжете понатаму, само консултација со физиотерапевт работа и ќе биде подобро сигурно. Така, имаме следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до Долска. Поздрав и до вас. Повелете. Докторе, се извинувам за прашање до вас. Како денеска бев на лабораторија, другата ден, негде кај 12 сатот, како да не знам каде сум. Ојде на болница, се снимих и ми рекоа, го снимих кичмата, Добро. и ми рекоа спондилозис, диагноза, спондилозис ишиас лумбагос. На 4 и 5, на 4 и 7 пршлен. Што значи таа диагноза? Ќе ви објаснам, тоа е малце надвор од темата, Надвор од меѓутоа и тоа е темата, да, неврохируршка ќе отговориме. процедура. Значи спондилоза представува остеофит, представува некој коскен израсток на пршлените, а лумбоишијалгија представува болка во кичмениот дел кој што се протега и по едната или другата или зависно од двете нозе. Значи тука кај вас треба да се направи добар преглед кај физијатар и неврохирург, да се види што би било решението. Значи можеби ќе треба да се направи само физикална терапија или класична физикална терапија, ултразвук, магнет струи, масажи. Можеби ќе треба да се направи некоја екстензија, можеби ќе треба да се направи во крајен случај некоја оперативна интервенција од неврохирург, така да јас би ви препорачал топло да отидете на преглед кај физијатар и кај неврохирург, така што ова е една состојба која што да се лекува и треба да најдете само решение, ќе бидете многу подобро. Ги споминавме
На почетокот на разговорот во текот на нашата тема, ризик факторите кои што влијаат се разбира за добивање на мозочен удар или некое друго мозочно оштетување, како и нели факторите кои што влијаат симптоматологијата која што всушност ја представуваат ризик факторите. Но како што можеме да забележиме, одредени состојби или заболувања кои што некогаш се случувале кај луѓе кои што се во подмината возраст, сега во последно време возрастната граница се намалува, па се случува и има доста добра бројка на луѓе кои што и не се така, да речеме, кандидати за некоја од овие состојби. Тука ќе го споменеме и мозочниот удар. Односно, ви го поставила прашањето која е возрастната група или возрастната граница кај која што најчесто или статистички искуствено се добиваат мозочните удари и дали и тука се намалува возрастната граница. Возрастната граница каде што најчесто добиваме мозочен удар или крварење е над 55 годишна возраст, значи 55 па се до 75-80 годишна возраст. Меѓутоа, многу е намалена во последно време оваа возрастна граница. Ние гледаме пациенти кои што се со мозочно оштетување, кои што доаѓаат во нашата болница со некоја 30-35 до 40 годишна возраст, која што е навистина жална слика да видиш еден таков човек млад кој што добил мозочно оштетување. Сега, дали тоа е стресот? Да, веројатно и сигурно. Да. Исто така, брзиот начин на живење, значи динамичниот начин на живење без премногу можност за одмарање, без физичка активност, без спортување. Исто така брзата храна, значи идеме, јадиме колку да каснеме и продолжуваме понатаму, така да мора да се најде слободно време за да се физички активираме, за да спречиме евентуална појава на мозочно оштетување. Мада во последно време гледам дека покрај овие емисии што се случуваат, покрај тоа што многу се зборува за таа физичка активност, доста од луѓето веќе гледаме дека се многу физички поактивни, не седат цел ден дома пред компјутер, таблети. Да. Така да за жал многу е возрастната граница е многу намалена. Најмладиот пациент околу 25-6 години беше кој што го примивме со мозочно оштетување. Тоа е навистина катастрофа. Да, тоа е навистина големо намалување на возрастна граница, но еве да кажеме дека постојат исклучоци во било која состојба, па еве и тоа да е исклучок, но добро кажавте си когаш едукацијата, советите и препораките за она што треба да представува превентивна мерка и соодветен начин на живот како би се превенирале вакви состојби или не да боже мозочен удар, треба да се зборува и треба да се практикуваат. Кога го зборуваме за опорувувањето од како ќе се случи мозочниот удар, кажавме колку е важна соработката, пристапот на физикалниот терапевт и се разбира од страна на самиот пациент. Но исто така заклучивме дека овие се луѓе на кои што им треба помош од повеќе професионалци или од еден стручен тим кој што работи на нив. И сега малку околу тој целокупен процес, околу таа синхронизација на тимот, на доктори, физиотерапевти кои што работат и се разбира самите пациенти кои што се наоѓаат во болницата. Имаат потреба од вас. На еден пациент со мозочно оштетување му треба помош од многу професионални, стручни медицински лица. Значи, доколку само неврологот го води, тогаш нема ништо да постигне. Доколку само физиотерапевтот работи со него, резултатите ќе бидат многу мали. Така да би започнале со неврологот, неврохирургот, докторите кои што го примаат овој пациенти кои што првпат се сретнуваат со него кога ќе дојде во клиника. Го третираат зависно конзервативно, оперативно. Потоа ние физиотерапевтите сме многу битен дел, бидејќи со нив сме од првиот ден после интервенција или оштетување или стабилизација, па се до комплетно опоравување. Значи, ние сме буквално со нив секој ден, не смееме да ги оставиме нити еден ден без физикална терапија. Исто така спомнавме дека има оштетување во говорот. Тука ни се битни логопедите и дефектолозите, како стручни лица кои што ќе ни помогнат да се врати тој оштетен говор. Некај сите лица, кај некој има, кај некој нема. Психологот и психијатарот се многу битни во оваа рехабилитација, бидејќи ние делуваме како психолози, меѓутоа друго е кога не стручно лице, психолог, психијатар, ќе поразговара секој ден со овие луѓе, ќе му објасни состојбата
и тие ќе се чувствуваат на вистина подобро. Исто така, медицинските сестри, болничарите кои што додека пациентот се најдува во болница, се 24 часа со него и цело време го надгледуваат и му помагаат во сите активности кои што треба да ги обави. И тоа се сите тие стручни лица кои што и анестезиолозите, нели, во интензивната нега кога се наоѓа пациентот во интензивно лекување. Така да тоа е еден целокупен тим кој што прави мултидисциплинарен план за рехабилитација и опоравување на овие пациенти. Доколку сите се вклучиме и имаме тимска соработка меѓу нас, тогаш пациентот ќе добие најдобриот бенефит, ќе добие најдобриот резултат што може да го добие, нели, зависно од оштетувањето. Повторно е тој индивидуален дел многу битен. Нема два пациенти со мозочно оштетување кои што Исто се третираат, исто се рехабилитираат и добиваат исти резултати. Да. Вие сте специјалист по кинезитерапија. Ќе кажеме накратко што е кинезитерапија и колку е важна таа кај овие луѓе. Така, кинезитерапија, значи потекнува од грчките зборови кинези, што значи движење, и терапија, што значи терапија. Тоа представува терапија со движење. Значи, оваа терапија почнала да се практикува уште во 2700 година пред нашата ера, а нашла до најголема примена за време на Втората светска војна, каде што ранетите војници, бидејќи таму немало болници каде што по бојните полиња, ја применувале оваа кинезитерапија, работеле вежби, се со цел да се вратат повторно побрзо на бојните полиња. Кај овие пациенти, кинезитерапијата од гранките на физикална терапија е број 1 во нивното опаравување. Значи, се започнува со пасивни вежби од првиот ден после интервенцијата, за да се спречат контрактури, за да се спречи скратување на мускулите. Потоа, кога пациентот ќе биде во подобра состојба, се почнува со активно подпомогнати вежби, каде што тие можат да направат некои движења, меѓутоа сепак му е потребна наша помош, за да стигнеме до таа крајна фаза на опоравување, каде што пациентите почнуваат да движат и одат, и тука е потребна кинезитерапија со преку вежби за баланс, координација, како и вежби за отпор, за зајакнување на максимално ослабената мускулатура. Колку тука помагаат и колку всушност користите ортопедски помагала во самата рехабилитација? Ортопедски, јас како физиотерапевт најмногу се трудам да не користам ниедно ортопедско помагало при опаравување на овие пациенти, доколку е можно. Значи, да кажеме, доколку имаме пациент кој што почнал да движи, почнал да оди и му е потребна наша помош од еден или двајца физиотерапевти, доколку ние му дадеме патерица или бастон за да може да оди без нас, мислам дека му правиме само една лоша услуга. Зошто? Бидејќи ќе направи една комфортна зона каде што ќе се чувствува безбедно со таа патерица или бастон, со тоа ортопедско помагало, и понатаму нема да сака да се ослободи. Многу тешко ќе биде да го ослободиме од тие ортопедски помагала. Сега се разбира дека има случаеви каде што ни помагаат. Значи, како што кажа господјата за рамото, каде што пациентот носел митела за да држи добро раката за да може да движи, или да кажеме пример, пациентот може да движи, меѓутоа има нестабилно колено, тогаш апсолутно ќе употребиме една ортоза за колено, ќе го фиксираме коленото за да пациентот може да се раздвижува. А инаку од ортопедски помагала најчесто користиме патерици, одалка, бастун, ортози најразлични за раце, нозе, и се обидуваме секогаш да го способиме пациентот да движи без помагало. Бидејќи ако заглави во таа комфортна зона, после ќе биде тешко да се ослободи од тие помагала. Така е. Рековме дека секој пациент за себе или индивидуалниот пристап е исклучително важен кај секој пациент, и тоа го повторуваме, но ако може да кажеме како и кога завршува комплетното опаравување на пациенти со мозочни оштетувања? Многу интересно прашање. Како завршува? Прво, процената е многу битна. Никој, нити неврологот, нити ние, нити психијаторот, нити физијаторот не знаеме точно како и до каде ќе стигне опоравувањето на еден пациент. Значи, се трудиме максимално да добиеме комплетна рехабилитација, да добиеме комплетно оспособување на овие луѓе и да ги вратиме во
нормална секојдневна активност. Индивидуалноста кај секој човек е различна, соработката кај секој човек е различна. Многу битен момент тука ни е и нивната соработка. Доколку они не сакаат да работат, доколку они паднат психички, тогаш и 10 пати во денот да работиме, нема да постигнеме некој особен резултат. Кога завршува, кај сите пациенти исто е различно, меѓутоа би кажал дека кај овие пациенти не завршува рехабилитацијата никогаш. Зошто? Бидејќи треба да стане вежбањето, кинезитерапијата, физичката активност треба да стане нивен животен стил. Значи, иако се опораваат добро, иако функционираат добро и се вратат на секојдневни активности, како што секој ден наутро стануваме и миеме заби, лице и се спремаме, така треба тие секој ден да работат физикална терапија, да работат кинезитерапија, да работат вежби, за да се одржат во состојбата во која што се. Бидејќи повторно доколку не ги работат овие вежби, може да се вратат чекор назад и повторно да запанат психолошки, па да се јават други проблеми, така да не завршува никогаш нивната рехабилитација. Да. И всушност треба да ете како што кажавме и тоа ќе биде бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата и порака до сите нив, веројатно она што и вие секојдневно им го кажувате на вашите пациенти, дека е исклучително важно да слушаат што е добро да прават во однос на подобрување на нивната состојба и да се применуваат оние потребни вежби од физикалната терапија и рехабилитација, што ги препорачувате за дома. Значи, оно што може да го направи сам за себе пациентот. Имам уште 5 минути до крајот и би ги искористили овие 5 минути за да малку споменеме и за вашата работа како физиотерапевт и во однос на активностите за самите физиотерапевти или за Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија. Неодамна се случи конгрес на физиотерапевти, каде што бевте и вие предавач. Може малку за тоа што точно се случуваше таму. Так, последниот викенд од март се случи интернационален конгрес во хотел Мериот, дводневен интернационален конгрес, каде што беа представени многу техники на физикалната терапија и многу нови методи на физикална терапија и мануелна терапија. Тука имаше еминентни доктори, предавачи, професори, физиотерапевти кои што предававме на овој конгрес и навистина јас и сите мои колеги можеме да слушнеме и научиме многу нови работи и да повториме некои работи во физикалната терапија. Исто така на овој конгрес присуствува и гости од странство, и тоа имаше од Германија, Србија, Хрватска, Бугарија, кои што пробаа да донесат нешто од таа западна медицина кај нас, некои нови мануелни техники, кои што понатаму треба да ги изучуваме ние тука како физиотерапевти. Јас исто така бев предавач на овој конгрес и зборував за тема слична на оваа, за некои мозочни оштетувања и се со цел да допреме, денес зборуваме да допреме до пациентите, а на конгресот зборувавме да допреме до колегите што и како треба да работат, нели? Сите знаат, меѓутоа убаво е да се повтори, да се научат некои нови работи. А денеска зборуваме за пациентите да знаат што треба да ги очекува доколку не дај Боже настане некој мозочен удар. Така да беше навистина еден ексклузивен настан кој што верувам долго ќе се памти. Да, но и од добра потреба и од значење за самите физиотерапевти кои што ќе се здобиат со уште едно ново знаење кое би го примениле, се разбира, и во однос на пациентите. Оваа година прославувате 50 години, што значи 50 годишен јубилеј од постоење на Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија. Само накратко, еве во неколку реченици, како ќе се одбележи овој јубилеј, бидејќи се 50 години во прашање. Веќе го одбележавме, да. Во склоп на овој конгрес 2 дена. Конгрес, 1 ден, свеченост. Првиот ден беше обележано 50 годишнината на Сдруженијето на физиотерапевти на Република Македонија, со тоа што беше обележано со една свеченост каде што беа поканети многу еминентни лица од сите здравствени гранки во медицината на Република Македонија и на 50 годишнината беше представена една монографија која што ја представи колегата, ја напиша колегата Стојан Андонов и во таа монографија беа представени
сите биографии на претходните председатели во овие 50 години, изминати 50 години на постоење на Сдружение на физиотерапевти, како и сите активности на Сдруженијето на физиотерапевти во изминатите 50 години, поделено на 5 декади. Исто така, во овој свечен настан беа доделени плакети на сите председатели кои што биле на Сдруженијето на физиотерапевти, како и благодарници на заслужни колеги кои што доктори, професори, потоа медицински установи кои што допринеле до развој на физиотерапијата во Македонија. Така да веќе го обележавме, беше навистина многу свечен, убав настан кој што се надеваме. Ние имаме честа да ги обележиме, нашата генерација да ги обележи овие 50 години на постоењето на Сдруженијето. Па, се надеваме дека ќе дочекаме можеби исто. Да, јас тоа ви го посакувам и се разбира да продолжите во работата во однос на, како што кажавме, стекнување со нови знаења, вештини, методи, сето она што е потребно во однос на физиотерапијата и рехабилитацијата, а тоа е во интерес и со цел да се помогне на пациентите на кои што им е потребна помош. Ви благодарам за денешното гостување во ординација, каде што зборувавме за рехабилитација по оштетување на централниот нервен систем и мислам дека ја објаснивме добро оваа тема и дека обработивме добар дел на прашања, која што истовремено се исто така важни за нашите пациенти, особено оние кои што го имаат овој проблем. Ви благодарам Владко за гостувањето и ќе ви посакам убав ден. Ви благодарам за поканата. Ќе се видиме во следна прилика. Тука ќе се поздравиме за денеска, завршуваме со денешното издание, но ќе ви го најавам утрешното или следно издание, каде што ќе зборуваме за системски лупус. Ќе обработиме и оваа тема утре, во 10 часот следаме повторно, знаете, тоа е нашиот стандарден термин. Останете со програмата на Алфа, останете во добро здравје и во добро расположение. Довидување.